слобода на изразување, медиумска слобода и во таа насока активизам? Тоа се едни од најклучните проблематики во секоја демократија. Прашањето на слободата е суштинското, централното прашање на демократиите и тоа подразбира дека за спротивни мислења од оние кои што ги има власта не се одговара и не се сносат последици. И кога ќе дојдеме и кога сме дошле до таа ситуација да можете да го изразите своето мислење без разлика на тоа што за тоа мислат оние кои што ги имаат полугите на власта, а потоа и се разбира самата јавност, е постигната слобода во општеството. Мислам дека Македонија вложи огромен напор во последните неколку години за да ги подигне тие нивоа на слобода кои што беа исклучително загрозени, па дури и до физички насилни нивоа. И мислам дека во таа смисла сега веќе сме излезени од, да кажем, маглата и од тешкото загадување во кое живеевме, речиси 10-11 години зад нас. И мислам дека е сега моментот тие стандарди достигнати, постигнати да се зацврстуваат и понатаму да се развиваат. Во тоа спаѓа, значи, пред се, секогаш централното прашање на слободата е двострано. Едно е тоа што го прави тој кој што има сила, моќ да влие врз вас, но друго е прашањето на вашиот интегритет. Значи, тоа секогаш се сведува, според моје скромно уверување, и на тоа колку самите луѓе сакаат да се борат за слободата и колку потоа знаат да ги испочитуваат одговорностите што доаѓаат со слободата. Бидејќи слободата не е море без обали и слободата не подразбира дека за тоа што ќе се каже или ќе се направи не треба да се сносат последици во однос на евентуално загрозување на туѓи права кои што се исто така предмет на слободата. Јас мислам дека сега сме на добар пат и дека зацврстувањето на тие стандарди, на одговорностите, на таа креативност која што е подразбира слободата, на развивањето на тие сите фактори за подигањето на слободата се нешто што не очекува во наредниот период. Дали вие некогаш сте се соочиле како дел од граѓанското општество со притисоци, со закани од политичките и бизнис центрите на моќ и како вие лично се справувате со нив? Јас сум повеќе од 30 години во оваа сфера на јавно делување, бидејќи сум новинар по професија, а веќе сум стигнал и во статус на некаква јавна личност. Чисто збор се почитува, тежи, но исто така носи и последици. Ако почнем да ви раскажувам кои се притисоци во последните 3 и повеќе децении сум ги имал, некои од нив биле многу непријатни, особено во изминатите 10 години, би потрошиле многу време, но непотребно време. Човек треба да прифати да биде задоволен со тоа што самиот го прави според одредени стандарди за кои решил дека ќе се жртвува во смисла на некаков професионален ангажман. Од тука натаму или треба да паднете во некаква параноја, што е стратегија на оние кои што сакаат да ограничат слободата, или треба да паднете во уште поголема една замка, а тоа е да станете клиентела на тие кои што може да ви ограничат слободата. Па морам да кажем дека многу луѓе и добро се наплати и добро поминаа во животот, практикувајќи тој тип на слободи, значи да служат на одредени центри на моќ. Тие искуства не се секогаш пријатни, но на крајот на краиштата звучи како флоскула, меѓутоа не е, бидејќи сум доволно долго во оваа работа, на крајот на краиштата тој чесен професионален однос со интегритет се исплатува. Знаете како јавноста е врховниот судија за тоа што го правиме и мислам дека јавноста има дури без разлика какви се притисоците врз неа, врз самата јавност, а има една моќ да може да досуди кои од тие кои што настапуваат во јавноста имаат интегритет за некакво морално и професионално делување. И мојот избор секогаш бил да ми биде поважна јавноста отколку центрите на моќта. Дали можеме да зборуваме за медиумска слобода во Македонија? Да, за медиумска слобода можеме да разговараме во Македонија, бидејќи мислам дека Македонија излезе од една фаза кога беше дури и опасно по живот да се изразува слободата. Мислам дека тоа искуство барем за догледно време нема да се врати, бидејќи реално јавноста е сега веќе со подигнати критериуми и со подигнати одбрамбени способности,
Бидејќи не заборавајте на крајот на краиштата сепак оние кои што беа слободолюбиви успеа да го турнат тој еден неслободолюбив режим кој што владееше со Македонија во последните години. И мислам дека сега доаѓаат само прашање на технолошки, на финансиски аспекти на таа слобода, тие не се неважни. Меѓутоа, знаете, ако немате во себе чувство, потреба за слобода, тогаш џабе ви ако имате и пари и совршени технологии, ништо тоа не може да ви помогне. Така што мислам дека изградивме една атмосфера во која што луѓето сакаат да бидат слободни, сакаат да ја изразат таа слобода, сега треба уште да дојдеме до нивото кога тоа го правиме професионално и со одговорност. Но тоа приказна е приказна која трае во сите општества и никогаш не завршува. Никогаш не можете да кажете дека освоена слободата и нема потреба повеќе за тоа да се бориме. Тогаш, оному да кажеш што е освоена слободата, кои механизми се потребни за да застанеме во нејзина заштита или одбрана? Во нашата професија, значи во професијата на медиумите, прашањето на слободата е тесно поврзано со прашањето на пазарот. На крајот на криштата, вие тоа што го работите треба и да преживеете. Македонија имат потполно нарушен пазар во област на медиумите и тука се потребни низа реформи, некои од тие се започнати. Јас лично мислам дека законските, регулаторните решенија кои што тоа го регулираат се релативно пристојно со сите неопходности на поправки кои што треба да се направат и конечно се сведува прашањето на кадрите. Природата на професијата се менува динамично. Не мислам дека веќе стандардните школи за новинарство можат да дадат одговор на предизвиците на новото време и мислам дека кадрите треба да бидат мултитехнолошки образовани, треба да бидат интердисциплинарно образовани, треба да бидат во крајна линија отворени за сите нови искуства што ги носат и новите технологии, а со тоа и новите јавности кои што се формираат, бидејќи не се тоа веќе ситуација од некакви 90-ти години, па дури ни 2000-ти. Новите генерации имаат поинакви разбирања за тоа што им е достапност, што е приватност, што е можност за пласирање идеи, каде да ги бараат пазарите. Не постојат веќе новински циклуси кои траат 24 сати, практично нон-стоп е новинскиот циклус, односно информацијскиот циклус. Средствата за масовно комуницирање се комплетно отворени, тие се и толку демократски, но и толку недемократски, колку што таа слобода подразбира. И мислам дека тоа е тесно поврзано и со нивото на политичката култура во средината, во општеството, во државата. И кога сите би работеле на подигнување на политичкото ниво на културата во државата, тоа значи дека е секојаш попаметно да се биде љубезен и коректен со другите, отколку да се биде нељубезен и насилен, дека со тоа ќе се подобри и стандардот во самата професија. Но тоа е една двонасочна поврзана врска и конечно пак ќе се вратам на оно што го говорев, секогаш зависи и од интегритетот на оние кои што се занимаваат со професијата. Ако сте вие човек кој што сака да се нуди за извршување услуги, нема да имате проблем да најдете такви кои што ќе сакат да ги искористат вашите услуги. Ако сте човек кој што сака да ја има јавноста во центарот на своето внимание, тоа е потешкиот пат, но тоа е патот кој што гарантира повисоки стандарди, кој што гарантира поискрено влијание врз самата јавност. Од искуствата кои што ние ги имаме овде, колку активизмот придонесува за ослободување не само на медиумите, но меѓутоа и на едно општество? Активизмот е ситуација која што е карактеристична за демократијата, меѓутоа бидејќи се сведува на масовни акции, тоа значи дека знае да биде и малку повалкан од она што кога само професионалците би се занимавале со влијание. Бидејќи активистите се луѓе кои што имаат некаков порив во себе, но не секогаш знаат или сакаат да ги следат стандардите на јавните настапи на професиите и така натаму. Така што активизмот е неопходен, меѓутоа тој во тесна релација со ова што го говоревме со нивото на политичката култура. И тоа е нешто што ништо расте целото општество. Нема општества кои што не сме ние дојдени сите од Харвард, па да имаме не знам какви образовани или социјални бекграунди или некакви отворени иднини кон кои се стремиме само за добро. Општеството е такво какво што е нашето, тоа значи дека е општество кое што треба уште многу да се работи за да се стигнат некакви пристојни демократски европски нивоа на јавност и на слобода, но затоа предизвикот е дотолку поголем и дотолку подобар. Ако нема предизвик, ќе биде здодевно.